Добар ден на сите! Добро дојдовте во првата епизода на нашиот училишен квиз Гениалци. Прво, да се представам за тие што не ме знаат. Јас сум Марко, ама не Марко од листа за 300, туку Марко од Гениалци. Следните 20 минути во нашиот училишен квиз ќе имаме многу забава. Ајде сега да се представите моите. Повелете. Добар ден! Добар ден! Како се викате? Јас сум Мила Василева. Добар ден! Јас сум Вики Петрова. Мило ми е. Како се вика вашиот тим? Нашиот тим се вика Масички. Одлично. Кои се ваши омилени предмети? Мојот омилен предмет се биологија, хемија и математика. Одлично. Мојот омилен е биологија и математика. Одлично. Разумете се во вашето место. Благодариме. Сега го повикавам и вториот тим да се представи. Добар ден. Добар ден. Представете се. Јас сум Дарјан Анđелков. Јас сум Драган Трајков. Одлично. Како се вика вашиот тим? Звезди. Одлично. А како се чувствувате денес? Супер, да. Браво. Разумете се во вашето место. Ајде. Сега да се представи и нашето жени. Повелите. Јас сум Лилија Губова. Јас сум Мартина Трифонова. Јас сум Миша Недова. И тука е нашиот неверојатен тим од гледачи, кои се тука да ги водат нашите тимови. Ние продолжуваме одма со првата игра по джинглот. Аплауз! Првата игра се нарекува скриен збор. Слушайте внимателно да ги знаете правилата. Во оваа игра ќе имате неколку букви и вие со тие букви треба да составите зборови. Победникот на оваа игра е кој ќе состави повеќе зборови. За оваа игра имате 1 минута. Ќе почнеме на знакот на жирито. Ајде да почнуваме. Чекај, стој. Времето за пишување е готово. Ве молам да дадете ми ги табличките. Добро. Прво да ги прочитаме, да ги прочитаме зборовите на тимот Машнички. Нос, стакло, лакт, кило, стил, резки. Што пише овде? Стик, ама не се наш збор. Добро. Стик и сон. А следните зборови се на тимот од Звезди. Следните зборови се стил и лист. Ајде да ги видиме освоените поени на двата тима од првата рунда. Тимот на Машнички добива 8 поени, а тимот на Звезди добива 2 поени. Одма продолжуваме со втората рунда по джингл. Аплауз!
И сега, на колоните А, Б и В ќе се даде еден поим. И со тој поим, вие треба да напишете зборови што го асоцираат на тој поим. По линијата А1, А2, Б1, Б2, В1 и В2 носат секој збор по 2 поени, а крајните одговори на А, Б и В носат по 3 поени, а крајниот збор од овие 3 носи 5 поени. Па, дали имате некои прашања? Не. Ајде да започнеме со втората игра. Сега член од жирито ќе ги напише почетните поими. Првиот збор во колона А – клуба, колона Б – тест и колона В – математика. Ајде да започнеме. Ајде. За колона В. За колона В, В1 или В2? В1. Добро. Наставник. Тоа не е точен одговор. Ајде, предмет. За кој поле? В1. В1. Тоа не е точен одговор. Ајде. В2 физика. В2. Тоа е точен одговор. Сега жирито да го напише зборот. Група. Ајде. Првото столче. Поле А1 или А2? Ајде. Може ли пак столче? Тоа е точен одговор. Ајде. А2 табла. Табла и тоа е точен одговор. Група Б. Тест. Предмет. Кој поле? Б2. Б2? Уште еднаш? Предмет. Не. Колона В1. Оценка. Не. Не знам сега, под табла. Потапла, горечен одговор за колона А, така? Да. Ајде. Училница. Тоа е точен одговор. Ајде. Сама. Може ли? Ако не е тренер? Ајде. Горечен одговор за В предмет? Тука? Да. Тоа се извинувам, ама е точен одговор. В1 македонски. Тоа не е точен одговор. Мора ли, дали се мора да пополним целото, за да видим да кончим одговор? Па, уште нешто го може да кажеш? Дали ние мораме да пополним цела колона В, да правим P1, за да правим кончим одговор на Зора? Од едијем училниците и предмет више. Овој? Да. Па треба прво колона В да се реши и колона В и Океј. крајниот одговор. Може. Ајде, видам. Ајде. Б. Ученик. Од кој е позба? Б1. Б1. Уште нешто го може збор? Ученик. Не. Може да јас. В1 историја. В1 историја, тоа не е точен одговор. Ајде. Б1 македонски. Б1. Не.
В2 хемија. В1, да. Како? В1, точно фале. Добро. Хемија. Не е точен одговор. Ајде. Историја В1. Јасно, кажаме. Ама пак не е точно. В1 биологија. Тоа е точен одговор. Ајде. Кончен одговор на Б. Само малку. Прво треба да се решат по линијата B1 и B2. Може ли јас да пробам да го решам? Сега не знам дали еден или... Јас ќе пробам B1 гимназија. B1 гимназија. Не. Ајде. Б1 кредат. Не е точен одговор. B1 пенкола. Не. Сакате малку помош за тоа? Да. Понато, B1 е зборот испрашување. Добро. А B2 оценка? Без раки сега да идеш. Ајде. Оценка. Ало? Б2 оценка. B2 оценка. Не. B2 полугодие? Не. B2 контрол. За ова ќе мора да прашам жирито. Точно. Тоа е точен одговор. Благодарам. И сега ни фала уште крајниот поим на колона Б и доаѓа крајниот збор. Ајде, Б оценка. тоа е точен одговор. Јас? Сега доаѓа крајниот збор. Сега, кој да биде, кој да биде? Они беа сега? Ајде. Крајниот одговор на сите е наставник. Не е точен одговор. Крајот одговор мора да е училиште. Тоа е точен одговор. Сега да ги видиме сите одговори од втората игра асоцијација. Колона А, првиот збор е клупа. А1 столче, А2 табла и крајниот збор на колона А е училница. Колона Б, првиот поим е тест. Б1 испрашување и Б2 писмен. Крајниот збор на колона Б е оценување. И колона В, првиот збор е математика. В1 е биологија, В2 е физика. И крајниот збор на колона В е предмети. И крајниот збор на оваа игра е училиште. Сега да ги видиме поените на двата тима. Во втората рунда тимот Машнички добија 15 поени, а тимот на Звезди добија 9 поени. Сега продолжуваме со третата и финална игра, но по джинглот и по аплаузот. Третата и финална рунда се нарекува Кој прв? Слушајте ме внимателно. Ова е последна рунда. Правилата на играта се тоа дека јас поставувам прашања, а вие со зазунување на звончето добивате право да одговарате. Дали се е јасно? Да. Епа, ајде да продолжиме. Првото прашање вели: кој е
главен град во Република Северна Македонија. Сега, кој беа први? Мислам дека беа први тимот на Звезди. Тоа е точен одговор. Второто прашање вели: колку месеци во годината има 28 дена? Мислам дека тимот на Маштички беа први. 12. Тоа е точен одговор. Дај не ти кажеш еден. Третото прашање вели: која е најголема река во Република Северна Македонија? Тие беа први, тимот на Звезди. Варвар. Варвар. Тоа е точен одговор. Четвртото прашање вели: кој дел од растенијето е под земјата? Жири, ви кој мислите, кој тим дека беше прв? Хајде. Стебл. Това не е точно. Отворено. Бива чак се стигна на Маштички. Делот од растението кој што е под земја, се под земја се корен. Това е точен одговор. Петото прашање е: кои се органи за дишење кај човекот? Тие пак беа први. Белите дрогове. Точен одговор. Колку атли има еден триагол? Тимот на Звезди пак беа први. 108. Това не е точен одговор. Триаголник има триагли. Тоа е точен одговор. Прашање беше колку? Не беше. Седмото прашање: колку минути има еден час? Типот на Звезди, поведете. 6. Тоа е точен одговор. Осмото прашање: кој знак се става на крајот на прашална реченица? Тие беа први. Тимот на Маштички. Прашање. Тоа е точен одговор. Кој збор е синоним на зборот часовник? Синоним на зборот часовник. Да. Стрел. Може ли? Тоа не е точен одговор. Бива часа Тимот на Маштички. Да. Тоа е точен одговор. Сега доаѓа финалното прашање, 10-тото прашање. Слушайте внимателно. Кои се основни бои? Ајде. Основни бои се црвена, Добро. жолта, Добро. црвена, жолта и сина. И зелена. Тоа е. Не, сина. Може ли пак да кажеш? Црвена, жолта и сина. Тоа е точен одговор. Аплауз и за двата тима. Сега го повикам жирито да ги изброи поените. За третата рунда и финална рунда поените се на тимот Маштички се 12 поени, а на тимот Звезди се 8 поени. А двата тима вкупно има: тимот Маштички има 35 поени, а тимот на Звезди има 19 поени. Тимот на Маштички во оваа епизода на нашиот квиз победи. Благодарам што учествувате. Бидете мотивирани да учествувате и друга епизода. И благодарам што учествувавте и вие. Благодарим на поканата. Благодарим и на вас. Ништо, победите и друг пат. И, драги гледачи, тоа беше крај на првата епизода од нашиот училишен квиз Гениалци. Се гледаме во друга епизода. Довидување! Довидување!